Стојановска, Игор Здравковски, Тони Јаревски, Јане Мицевски и Драгана Бојковска. Како еден од предлагачите, јас ќе го образложам предлог на законот. Почитувани колеги, заедно со нашите коалициони партнери, во соработка со Министерството за економија и Министерството за внатрешни работи, одлучивме дека треба да направиме една измена во законот за возила, со што ќе донесеме реформски неколку работи кои што требаше да се воведат, бидејќи практично од почетокот на нашето практицирање на власта, сите заеднички како коалиција сметавме дека она што е улога на собранието како законодавна власт може да ја помогне и да ја подпре извршната власт во насока на измена на некои законски регулативи кои што треба да ги подобрат условите за живот на нашите сограѓани. Во разговор кој што ги имавме со нашите сограѓани, но и со организациите кои што ги опфаќа овој закон, дојдовме до заклучок дека некогаш процесот на регистрирање на возило може да биде пресложен, особено заради тоа што има малку извршители во Министерството за внатрешни работи кои што работат во станиците за технички преглед, со што значи дека дури и вие да го имате целосно исплатено вашиот преглед за регистрирање на вашето возило, сепак ќе треба неколку денови да чекате за да добиете печат во вашата сообраќајна дозвола. И затоа одлучивме од подолги анализи да направиме неколку новитети. Прво, со што ќе дадеме можност, нормално, со потврда и со дозвола на Министерството за внатрешни работи, под услови кои што претходно се детерминирани во овој закон и кои што се особено важни, да станиците за технички преглед може сами да им даваат дозвола на граѓаните кои што ќе се поистоветат со печатот во сообраќајната дозвола дадена од Министерството за внатрешни работи, а понатаму досега согласно законот беше дозволено вие вашето моторно возило да го регистрирате во областа на можеби секторот за внатрешни работи од каде што вие живеете, но овој пат доколку одредено патување ве спречи тоа да го направите, можете да го регистрирате вашето возило низ територијата на целата држава, но понатаму во овој закон воведуваме и неколку новини кои што треба и практично на стопанството да го леснат животот и функционирањето, со што сметаме дека ова е еден начин на подобро функционирање од институциите према граѓаните, значително ќе го олесни процесот на регистрирање на возила, но и ќе даде можност нормална организацијата на самиот тој процес да иде и побрзо. Нешто што сметам дека треба да биде поддржано и токму затоа ви известувам како претседател на комисијата дека во рокот утврден со деловникот нема поднесено амандмани и ве замолувам дали некој друг бара збор по однос на овој закон. Веќе никој повеќе не бара збор, јас го заклучувам претресот. Комисијата за